Во Источна Македонија веќе 5-та година поред нема несретни случаи на нивите низ кои поминуваат далеководите на МЕПСО. Портпаролот Никола Стојанов вели дека кампањата, но и медиумите придонеле да земјоделците бидат информирани како да ги поставуваат системите за наводнување во близина на далеководните траси. Во оваа прилика сакам да истакнам дека секогаш сите кои што поставуваат системи за распрскување и наводнување да не заборават дека водата е спроводник на електрична енергија и дека секогаш може да направи во контакт со електричната енергија и со телото на човекот штети, некогаш дури и катастрофални последици по здравјето или по животот на луѓето. Стојанов на земјоделците им посочи никогаш да не поставуваат распрскувачи, но и да не поминуваат со робусна земјоделска механизација по трасите, односно под проводниците на далеководите. Секогаш да ги избегнуваат и да ги поставуваат подалеку од далеководите, но исто така да внимаваат и на правецот и на силината на ветерот. Стојанов забележува дека земјоделците во опасност го доведуваат и системот за пренос кога ги палат страништата. Заради тоа што и со тоа може да предизвикаат штета на далеководите кои што се заштитени со системи за заштита и тие реагираат на зголемена температура. Со тоа може да дојде до исклучување на далеководот, до оптоварување на мрежата, со што се нарушува безбедноста и стабилноста во работењето со електропреносниот систем. Проектот за заштита на белоглавиот орел во Источна Македонија со поставување на гнезда на далеководите е успешен, а Стојанов вели дека доколку еколошките друштва имаат друг ваков проект, ќе ги поддржат без проблеми.